Ќе разгледаме неколку случаеви на плоштина на паралелограм. И квадратот е паралелограм, и тоа оне паралелограм кај кој сите агли се прави и сите страни се еднакви. Основна единица за плоштина е метар квадратен. Метар квадратен е плоштината на квадрат чија страна е 1 метар. Јасно дека имаме поголеми и помали единици од метар квадратен. Овде имам еден квадрат чија страна е 3. Неговата плоштина на квадрат се определува со формулата P еднакво на А по А или А на квадрат. Плоштината негова е, во овој случај 3 по 3 е 9. Тоа можеме компјутерски да го погледнеме. Плоштината на четириъгълникот ABCD е 9 единици квадратни се тие. Така се определува плоштина на квадрат. Меѓутоа, ако ја изменам една од страните, сега добивам правоаголник. Правоаголник е паралелограм на кој сите агли му се прави. И тоа страните не мора да се еднакви, како во овој случај. Едната должината е 4, ширината е 3. Плоштина на правоаголник се определуваше со формула P еднакво на А по Б, во овој случај 4 по 3, а плоштината тогаш е 12 единици квадрат. Дали зависи плоштината од димензиите? Дали зависи од должината? Секако дека зависи. Ако ја менуваме должината, забележуваме дека се зголемува и вредноста на плоштината. Должина 6, плоштина 18, 6 по 3. Должина 7, плоштина 27, 7 по 3. Ако намалуваме должината, 4 по 3, 12, уште повеќе ако намалиме, ќе дадеме повторно до правоаголник. 3 по 3 си е 9. Дали зависи плоштината од другата димензија, од ширината? Сега имаме 3, да ја зголемувам ширината. 4, 5 по 4, 20. Квадратови. 6, 5 по 6, 30. Значи, постои зависност помеѓу плоштината од неговите димензии. Во овој случај 5 по 2 е 10. Меѓутоа, што ако се работи за плоштина, например, на паралелограм кој не е правоаголник и не е квадрат? Во овој случај имам паралелограм во општ случај, значи имам еден ромбоид. Тогаш неговата плоштина ќе се определува, не може 5 по 2. 5 по 2 е 10, а плоштината на овој ромбоид е 9,4. Значи нешто друго ни треба. Што е тоа другото што ни треба? Овде ни треба висината. Висина беше нормалното растојание помеѓу спротивните страни, помеѓу паралелните прави. Еве, каш 1,88, во тој случај плоштината е 9,4. Ако ја менуваме вредноста на висината, а вредноста на висината ќе ја менуваме дали со промена на должината? Не. Плоштината се менува затоа што ја менуваме должината. А по H имавме. Ако ја менуваме висината, висината ќе менуваме ако се менува димензијата на ширината. Тоа Б, што го имаме. Се менува и вредноста на висината, како се зголемува висината, така се зголемува и плоштината. Во овој случај имам плоштина на ромб, бидејќи сите страни се еднакви.
Плоштината на ромбот се определува како и плоштина на ромбоид. Исто тоа А по H. 5 по 4,7 ќе добиеме колкава е плоштината на тој ромб. Секако дека плоштината на паралелограмот зависи и од аголот кој е зафатен меѓу соседните страни. Агол, например, 35 степени, имам плоштина 14,34. Меѓутоа, со менување на аголот се менува и висината, а со тоа се менува и плоштината. Тоа би било околу плоштината на паралелограмите. Благодарам на вашето внимание.